Почитувани денеска со градоначалникот на општина Росоман и со представници на Министерството и на институциите во делот на земјоделството, сме во посета и на средби со производителите на праски во Росоман. И првата информација која од овде ја пренесуваме е одлуката на владата на една од последните седници да бидат обештетени овоштарите, производителите на праски, кои што претрпеа сериозни штети во 2021 година. Сите елаборати на општина Росоман се исправни, доставени до владата, владината државна комисија ги проследи до владата. Владата донесе одлука за исплата на 10% обештетување и Министерството за финансии во следните неколку денови се очекува да овие средства ги префрли на општината на земјоделските производители. Во време на светска криза, во време на затворени пазари, целото министерство е мобилизирано, се повеќе пари да стасаат до земјоделците, до фармерите, до производителите, се повеќе мерки и политики да бидат воведени, но секако и да бараме алтернативни пазари во оваа состојба на војна во Европа. Затоа оваа одлука за исплаќање на обештетувањето беше на приоритет на Министерството и на владата. 729 баратели, односно земјоделски производители од Росоман, кои што имаат штети од измрзнувањето во 2021 година, ќе добијат вкупно околу 33 милиони денари, односно 550.000 евра за 729 баратели кои што имаат штети од ова невреме и климатски непогодни настани во 2021 година. Овие исплати, како што кажав, ќе бидат веднаш, нема да се чека, парите се обезбедени во буџетот и секако ќе бидат од помош за новото земјоделско производство. Покрај обештетувањето за Росоман во оваа одлука на владата е и обештетувањето за сите 5 општини каде што елаборатите се подготвени, тоа е Карбинци, Ранковце, Демиркапија и Богданци, вклучително со Росоман, тоа се околу 450 милиони денари кои што ќе бидат исплатени за обештетување во овој поглед, односно штетите се во износ од 450 милиони денари, а околу 45 милиони денари ќе бидат исплатени веднаш на сметките на земјоделците. Исто така ова е прва година во која што воведуваме промени во делот на субвенционирањето, односно ова е прва година во која што ќе имаме исплата на субвенции во 2022 година за програми од 2022 година. Тоа ќе важи приоритетно за овоштарите, така да тие ќе добијат 30% аванс на исплата покрај редовните субвенции кои што ќе ги добијат во овој период за 2021 година, ќе добијат и дополнителни 30% од субвенциите кои што им се за 2022 година и верувам дека и ова е дополнителна поддршка во делот на зголемувањето на приходите на земјоделците. Секако владата и министерството презимаат и мерки се со цел да бидат намалени или ублажени ценовните шокови, односно растот на репроматеријалите и сето оно што е потребно за земјоделското производство. Затоа владата носи и донесе посебна програма за интервентен фонд, каде што се дефинирани соодветни мерки и оваа прилика во Росоман ја искористивме да разговараме за дополнителни мерки, идеи, предлози од страна на производителите на праска, покрај за тоа како да се најде пласман на овогодинешната праска, да имаме и дополнителна поддршка од владата преку нови мерки и политики. Оваа наша интенција за што повеќе пари кај земјоделците ќе продолжи и верувам дека со тоа ќе придонесеме да оваа кризна година, оваа криза која што имаме, која што не е само во нашата земја, туку го фаќа целиот регион, Европа и целиот свет, навистина со сите напори ќе креираме мерки и политики истата да ја ублажиме.